Денес на пресконференција штипскиот огранок на ВМРО ДПМН ја обвини СДСМ за несоодветен третман на младите. Трета година, како Социјалдемократскиот сојуз е на власт, а ние се уште го чекаме ветениот живот за младите. Ја чекаме просечната плата од 500 евра. Ја чекаме младинската гаранција за враќање на младите луѓе во штип и за гарантираното вработување на секој млад човек по завршување на свое образование, како што ветуваше Социјалдемократскиот сојуз пред избори. Во меѓувреме, градот се празни, а се повеќе млади луѓе ја гледаат својата иднина надвор од нашата држава. Господо од власта, вие не само што не работите да ги вратите младите, туку трета година директно придонесувате за иселување и понижување на младите. Времето на лажен популизам и манипулација со младите заврши. Маските паднаа, а вие ќе завршите на темната страна на историјата, која ќе ве памети како најлоша власт до сега во Македонија. Затоа на овие избори младите ќе бидат тие кои што ќе го стопираат и казнат вашиот лажен живот. Но оваа реагира од СДСМ со писмено соопштение. Агенцијата за вработување во 2018 година подржа 1191 бизниси отворени од наши граѓани кои ја искористиле мерката на самовработување. Од нив 509 се млади, не 15, туку 509. Во 2018 година се отвориле вкупно 26.600 нови работни места, не 15. 424 млади земјоделци, не 15, добија подршка да започнат сопствен бизнис, да инвестираат во производство или да добиваат механизација преку грантови од по 10.000 евра. Стои во реакцијата.